Системот за влез и излез од Шенген зоната ќе продолжи со флексибилност во привременото суспендирање на собирањето биометриски податоци на оптоварените гранични премини во пикот на летниот период, велат од Европската комисија. Сепак, за сега нема дефинитивен одговор дали оваа флексибилност ќе продолжи и по септември. The current rules also, they already include some inbuilt flexibilities and fallback procedures to address exceptional situations. So this includes a possibility, in some cases, actually to temporarily suspend the registration of biometric in case of, again, exceptional circumstances during the summer. So we are now in close and constructive contact with those member states, the ones that perhaps also have addressed some concerns to us, to see where the challenges are at certain border crossing points. И додека системот за влез и излез создава гужви на дел од граничните премини за влез во Шенген зоната, официјалната статистичка канцеларија на ЕУ, Евростат, објави извештај за 2025 година, кој покажува дека се зголемил бројот на европски државјани кои не можат да си дозволат еднонеделен годишен одмор надвор од нивните земји. На врвот на листата се Романија со дури 61,4% на жители, а по неа следат жителите на популарната туристичка дестинација Грција со 46,6%, додека третото место го делат граѓаните на Бугарија, но и Унгарија со 39,1% од нивните жители. Најмал процент на граѓани кои не можат да си дозволат годишен одмор се бележи во Луксембург со 10,6%. Последните статистики на Евростат на оваа тема за Македонија се од 2024-та, кога 48% од македонските граѓани не можеле да си дозволат еднонеделен годишен одмор. Сепак, во последните 10 години овој процент бележи континуиран пад, односно во 2016-та тој изнесувал 65,3% од жителите на државава.